Со главно антиимигрантска реторика, Словенечката демократска партија на Јанез Јанша е главен фаворит на парламентарните избори во Словенија, што ќе се одржат во недела на 3 јуни. Во кампањата оваа партија вети дека ќе ги отфрли квотите од Европската унија за прием на мигранти, како и барањата за зголемување на буџетот за одбрана. На еден од нивните митинзи настапи и унгарскиот премиер Виктор Орбан. Јанез Јанша претходно во 2 наврати беше премиер на Словенија, а во 2013 беше осомничен за корупција, па помина и 6 месеци во затвор. Izziv je polno. Poleg teh razvojnih, o katerih je bilo tukaj že govora, so tudi varnostni, so tudi širši. Nenazadnje Slovenija brani šengensko mejo Evrope. Enkrat je ta meja že padla in zdaj se vsi ukvarjamo s temi posledicami. Mi ne bomo dovolili, da se to še enkrat zgodi. Изјави Јанша, алудирајќи на големиот бран бегалци во 2015 и 2016. На второ место според анкетите е новиот политички субјект, листата на Маријан Шарец, кој има спротивни ставови од Јанша. Mi bomo prenesli stabilnost tako na zunanjem političnem področju, kot tudi notranjem političnem področju. Mi smo stranka, ki smo, normalna stranka, ki ne gledamo sveta črno-belo, ki spoštujemo človekove pravice. Се предвидува дека словенечката економија годинава ќе има раст од 5,1%, но главни проблеми има во здравството, каде што има недостиг од персонал, и во пензискиот систем, каде што поради старењето на населението, притисокот врз буџетот е се поголем. Како и да е, гласачите се чини најмногу ги привлекоа слоганите на партијата на Јанша во врска со мигрантите, бидејќи се уште се свежи сеќавањата кога над 1 милион бегалци и мигранти поминаа преку балканската рута низ Словенија. Политичкиот аналитичар Миха Ковач вели: This electoral campaign was actually really brilliant for Slovenian standards. They copied the many things which were done by Fidesz in Hungary, many things which were done by American ultra-conservative Republicans in their electoral campaign. They mixed all this into one mixed and they really performed very well. Но доколку СДС на Јанез Јанша и навистина победи на изборите, како што покажуваат анкетите, другите партии истакнуваат дека нема да соработуваат, што значи дека тешко ќе формира влада. Аналитичарите очекуваат долги преговори по изборите и прогнозираат дека веројатно Словенија до септември ќе нема нова влада.